Албанскиот јазик ќе се користи во државните институции и банкнотите, а албанец ќе биде претседател на собранието, вели претседателот на Дуја Али Ахмети во интервју за Reuters, откривајќи детали од договорот со СДСМ. Në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, nëse unë jam kryetari i Parlamentit, unë flas në gjuhën shqipe, i udhëheq seancat në gjuhën shqipe, shqipja e shkruar dhe arkivuar në të gjitha institucionet më të larta shtetërore. Ky është përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe. Aktualisht shqipja në Maqedoni është zyrtare, e shkruar dhe arkivuar vetëm në nivel lokal. Ахмети наведува дека сега е моментот да се затвори прашањето за албанскиот јазик, а откажувањето од албанската платформа тврди би било погрешен чекор. Tu mund të jepet shkas shqiptarëve për një tensionim të situatave të ndërhetnike. Shqiptarët, o thot, kanë qenë durimtar, shqiptarët kanë pritur që në rrugë institucionale, në rrugë të mirë dhe të drejtë, që ky problem edhe të mbyllet. Tani është momenti që edhe gjuha shqipe që të mbyllet në proces të rregullt legjislativ. Во својот извештај Reuters наведува и дека уставот на земјава не е јасен што ќе се случува доколку претседателот одбие да ја го даде мандатот на една партија, ниту пак постои рок за формирање на владата. Претседателот на Движењето за реформи на ДПА и коалициски партнер на Зоран Заев и СДСМ, Зијадин Села, познат по неодамнешната скандалозна изјава дека македонскиот идентитет не постои, а на пописот пред 100 години немало македонски народ, сега во телевизиско интервју изјавува дека никогаш не станал на нозе на македонската химна, прашувајќи како да почитува една национална химна која албанците не ја гласале. Ju vetë keni dalë kur me flamur Maqedon? Zjadin Selën, unë dje kam kontrollu çdo gjë në internet, nuk të kam pa me asnjë me flamur Maqedon. E vërtetë është, pranoj publik. Dhe i qytetari Maqedonisë, ka pasaportë Maqedonas. Kuptoj. Nuk kam dalur asnjëherë ashtu siç nuk jam ngritur në këmbë asnjëherë edhe himnit të Maqedonisë. Sepse unë e përmenda një moment në fillim të emisionit, nuk e di sa e vërejtë, thashë që Maqedonia ka shpallë pavarësinë e saj mbi bazën e aneksimit të drejtave të 1/3 së popullatës. Unë s'kam që respektoj një hymn kombëtar për cilën shqiptarët nuk e kanë votuar për bërja e parë parlamentare shqiptare të vitit 92, nuk e ka votuar këtë kushtetutë. S'ka votuar as flamurin, s'ka votuar as himnin dhe as kushtetutën. И додека албанските партии во Македонија тврдеа дека платформата е смислена и срочена во Скопје, од ден на ден се побројни и се потврдите дека истата е подготвена во Тирана. Официјална Тирана има подготвено нацрт документ на албанските партии во Македонија. Вака албанските медиуми ја најавуваа декларацијата на албанските партии од Македонија уште кон крајот на минатата година, по средбата на четворицата албански лидери со албанскиот премиер Еди Рама. Албанската телевизија Визион Плюс на 28 декември објави информација која подоцна беше пренесена од повеќе медиуми дека платформата е составена од албанската влада. Истата има подготвено еден советодавен документ за сите албански партии во Македонија, каде ја пренесува својата позиција околу прашањето на албанците во соседната држава, пишува албанските медиуми. Во прилогот на телевизијата стои дека најголемиот интерес на официјална Тирана е да има едно покомплетно представување во идната влада во Скопје, а со цел да се предизвика надворешен притисок за одбрана на интересите на сите албанци во Македонија. Движењето Беса неодамна ги негираше тврдењата дека албанската платформа е направена во Македонија. Во писмо испратено до Рама, во кое се вели дека договорот кој ги обединува албанските партии не е потпишан од Али Ахмети и Дуи. Документот беше објавен на 7 јануари, Божик.